bailar. Добар ден, почитувана публико. Одиме со шестата епизода на нашиот омилен подкаст, што ние си го правиме самите. Имам нешто да ти кажам. Повторно, втора епизода поред во гости во Скопје, конкретно на факултетот за драмски уметности, ФДУ, во еден од кабинетите со почитуваната професор доктор Ана Стојановска. Добре ви дојдовме ние на гости. Како сте? Одлично, Јован, благодарам. Добро сум, благодарам на поканата да прозборуваме малку повеќе за театар и во вакви околности. Да. Фала што нормално прифативте да гостувате во нашиот подкаст. Малку ни беше нас фокусирано повеќе на кај Охрид, така па сега малку и да излеземе да слушнеме и па вие додуша не сте по потекло од Скопје, така? Да, не сум од Прилеп сум јас. Да, поблиску сме малку. Може да дојдам и јас до Охрид, до Да. Здравие на лето може да искористиме, па ќе би разговарале тогаш и за можда импресиите по завршување на фестивалот. Првично вака сега вие сте по професија, мислам тука сме од исти факултет за додипломски на филолошкиот факултет Блаже Коневски, општа и компаративна книжевност имам завршено на додипломските студии, магистратура и докторат по театрологија на факултет за драмски уметности. Да, како ви дојде сега спојка, бидејќи мене ми беше двете работи ми беа и слични, да кажам, и привилечни, секако театарот од уште, мислам и од секогаш, така и таа уметност и со филм поврзана. За вас како беше случајот љубовта и кон театар и книжевност? Паралелна. Да, затоа што од дете многу сакам театар, многу сакам книги, сакам да пишувам, сакам да читам и сакам да зборувам и за книги и за театар, па некако на некаков начин ги споив сите работи одеднаш. Факултетот го избрав затоа што ми беше најпривлечен во тој момент да ги истражувам книгите и книжевноста и да научам попатно уште некои делови од занаетот за пишувањето. А потоа, кога се отвори можност да дојдам тука на факултет, речев дека ќе се посветам, ќе се специјализирам само кон истражување на театарот. И потоа животот си тргна по свој, почнав повеќе и да пишувам, така што мислам дека си најдоа место двете љубови во едно кај мене. Да, вие сте така пишувате и поезија, и проза, и драми, да. Колку време сте како професор на ФДУ? На ФДУ сум од 2001 година. Прво работев како координатор во Институтот за театрологија, што го водеше професорката Елена Лужина. Потоа станав помлад асистент и напредував во кариерата до редовен професор, што се случи пред 5 години. Инаку, како од помлад асистент сум од 2001 година, па се до денеска. Ако споредиме тогаш и сега, да кажам, првично театарот како уметност, но да тргнеме од тука, од факултетот, можности, како привлекува, да кажеме, и младите студенти споредбено со пред 20 години или, например, и пред 10 години, верувам дека е нешто можеби сменето или... Па да, сменете си и генерации на професори. Јас кога дојдов, да речам, беше во тој момент најголемите театарски филмски режисери беа професори на овој факултет. Нивните класи денес се многу етаблирани и актери, режисери, така што тој момент го фатив со таа промена на генерации. Истовремено успеавме да однегуваме некои нови генерации, некои помлади колеги ги заменија по старите. Интересно е да се види таа промена на генерациите, интересно е да се види промената на интересот во однос на театарот, на она што било интересно пред 20 години, она што било пред 10 и денес. Може би разликата е во, како што и за се во животот, денешната млада генерација не е толку концентрирана, фокусирана кон читањето повеќе, нели кон овие сите медиуми на кои што сме и ние денеска овде, за разлика од претходно кога повеќе се пишувало или читало. Меѓутоа ја имаме привилегијата на овој факултет, секогаш доаѓаат оние луѓе што сакаат да студираат, значи никого не го натерале на сила да дојде овде. И можеби тука е па доброто во водењето на оваа настава, затоа што сите што се
во предавална дојден и сакаат да слушаат. И сите сакаат да го слушаат предметот, така што јас уживам во работата со моите студенти. Се надевам дека ти уживаат со мене. Да, јас можам да потврдам од прва рака, така. И за идните студенти кои што ќе имаат можност да одберат во секој случај некои од предметите кои што се им многу важни, впрочем кои што ги предавате како главни ви се македонска драма и театар предавам, неколку групи на предмети поврзани со историјата и теоријата на театарот. Се она што е важно во овој момент од другава страна, значи не од тоа што се случува на сцена, туку од страната на овие што гледаат, да речеме така. Да, ако земеме на некој да му го не да кажам лаички, но наједноставно да му објасниме терминот театрологија, со што се занимава, како би му го објаснале на некој за чисто да разбере, бидејќи мислам ако земеме зборот е горе-долу јасен, секако, но конкретно со што е наједноставно по-многу да кажем. Па да, едно од најмладите науки на хуманистиката е театрологијата, наука за театарот, нели, за истражување на театарот, меѓутоа наједноставно објаснето, театарот е човек што игра и човек што го гледа, така не учеше Питер Брук, еден од најголемите театарски режисери. Па театрологијата е тој човек што гледа. Всушност се обидуваме да продреме во нешто што не постои. Бидејќи театарот е единствената уметност на овој свет која што завршува во мигот кога ќе се изгаснат рефлекторите на сцена. Се друго може да се провери. Филм може да провериме, книга да прочитаме, слика визуелно да ја видиме, балетска представа, оперска и драмска не можеме. Таа завршува во мигот кога ќе прекине представата, изведбата за вечерта. И мене тука ми е провокацијата. Лично како човек многу ме интересира што се случува откако представата, нели? Да се продолжи. Да, како ќе можеме да посведочиме за нешто што било и на кој начин ќе ги користиме алатките што ни ги дава самата уметност. По истиот принцип како што тоа го прави археологијата, археологијата открива артефакти, нели, материјални докази за постоењето на една култура, на еден народ и така натаму, така и ние со помош на тие алатки што ни ги дава науката преку реконструкција на представата, тоа се вика главната задача што имаме да ја реконструираме представа, да се обидуваме да видиме како тоа изгледало не сега, туку пред 50 години, пред 100 години, пред повеќе. И ја имаме привилегијата најстариот театролог да биде Аристотел, бидејќи од него почнува тој начин на третирање на театарот, бидејќи Аристотел не видел ниту една представа од античките трагедии, за среќа, за жал, не знам како да го кажам, тоа последната се изведува 5 век пред наша ера, Аристотел живе во 4 век, така што меѓутоа го кажува токму што она што сите го знаеме. По самите драмски текстови, во тлоцртот на сцената, онаму каде што се играат, во сведоштвата на луѓето што го гледале тоа, можеме да се обидиме да го воскреснеме, да речеме, театарот. Да. Ево, по да кажеме и долги години вклучени во проблематика и конкретно во директен допир со преку младите генерации, нови генерации кои што треба да се занимаваат подоцна со на различен начин, дали тоа ќе биде преку актерска игра, режија, како и да е драматургија. И претходно што го споменавме и фактот дека се продолжува на некои генерации кои што од денешно време, бидејќи како јавни личности, дали тоа биле актери, режисери, кои што биле и професори на овој факултет, која е, не да кажам товарот, но одговорноста која што имаат и професорите кои што се тука како понови генерации кои што го наследуваат, да кажеме сега знаењето или работата од претходно по некои предмети е конкретно, одговорноста која што пример би се пренесила и на наредните генерации кои што потоа треба да творат. Одговорноста е во љубовта. Значи, нели, одговорни сме пред себе си за тоа што го правиме и мислам дека секој од нас што си избрал да биде професор во животот, бидејќи професијата професор не е само професија, јас ја гледам само како мисија едноставно и ако ја немате љубовта кон тоа да го правите, тоа го гледаат сите, го гледаат студентите, го гледаат колегите и така натаму. Одговорноста е во тоа да го следиме театарот, јас предавам делумно и на театарските, но и на филмските катедри, да следиме тоа што се случува во моментот и да се обидеме најодговорно, најсериозно да помогнеме на младите генерации да влезат во овој свет, бидејќи
А театарот е една жива уметност што ја создаваат повеќе луѓе. Театарот е затоа и плюс уште еден пример зашто го сакам театарот. Театарот не е самостојна уметност, како да кажам. Театарот го сочинуваме сите ние што сме вклучени во тој процес. И сега кога доаѓате да предавате, да пренесувате знаење, одговорноста е многу голема. Затоа што сега треба да им објасните на тие луѓе зошто таа драма се појавила тогаш, како изгледал театарот во 15 век, како изгледал театарот во 19 век, зошто кај нас, например, нема театар како што има во некои други земји. Тука се важни историските околности, општествените околности, да речеме, и секој театролог, и не само театролог, секој што се занимава со оваа професија, мора да внимава на контекстот, кога се случило и зошто се случило. Така што мислам дека таа одговорност е голема од таа позиција. Значи да внимаваме што оставаме за понатаму. Да. Денешно време ако анализираме околу театарот како функционалноста на самиот театар во Македонија и низ театрите општо во повеќе градови, дали има моменте во кои што се разликува конкретно и за младите генерации кои што порано било како нешто посвечено, грандиозно и така натаму, а денешно време со медиумите како што ги споменавме се губи некој момент на тоа што се доживува конкретно на сцена. Повеќе младите сакаат да кажеме можеби филмот како уметност, сега и со платформите како Netflix и така натаму брзо се консумира таа уметност и веќе се дури многу да кажам дела филмски несени создадени се како уметност во секој случај, но веќе се штампаат како весници на некој начин. И сега дали тука театарот трпи? Се разбира. Да, се разбира дека театарот трпи. Меѓутоа, театарот успевал да преживее се што му било попатно. Театарот е најстарата таа колективна уметност што постои и успел да преживее и радио, и телевизија, и печат, и видео, и еве сега интернет и се што се случува поврзано со тие платформи што ги споменавме. Она што го забележувам, бидејќи еве можам да речам сум професионален гледач на представи, и она што го забележувам е дека млада публика има на представите, меѓутоа повеќе ги сака оние, да речам, вон институционални или независни продукции што се случуваат за разлика од институционалните, освен кога се натерани од школа да дојдат на представа и така натаму. Меѓутоа, главното е кај младите луѓе дека се отворени за откривање на нови нешта. Се тука споменете момент како порано се третирал театарот, во театарот кога нели се институционализира и понатаму некаде 19 век е високо елитна уметност. Да. Точно се знаело како треба да бидеш облечен за да одиш во театар, што ќе гледаш, кој може да оди во театар, бидејќи тоа е важно. Мислам дека доброто што го направи постмодерната и можеби авангардата е тоа што го постави театарот на едно исто рамниште. Јас не сум за елитизам воопшто, ниту во живот, ниту во уметност. И сметам дека треба да биде, бидејќи театарот измислен за луѓето, не може да бираме кој да оди во театар и кој не може да оди. Така што ова време тоа му помогна на театарот, едноставно да дојде каде што се сите, да не биде некаде во високите врвови. Сега работата е што кај нас, конкретно во Македонија, театарот ни страда од политиканство, тоа го кажувам на секоја прилика, затоа што мислам дека е многу важно. И ни страда од формирањето на малите групи или групички кои што постојат околу некаква си идеја, човек и така натаму. И главното што го имаме како култура е тоа што немаме доверба кон младите луѓе. Значи, повеќе ќе му дадат пари на некој сериозен, под наводници лик, без разлика што не нуди ништо ново, отколку на некој млад човек кој што може би да понуди нов формат, може да понуди ново решение. Тука мислам дека се тие три главни точки и најважната тоа е немањето стратегија. Јас ќе го одговорам ова на непоставено прашање, бидејќи знам што ќе следува сега после ова, а тоа е токму моментот дека не водиме сметка што правиме. Она за одговорноста со професијата влегува и за одговорноста кон уметноста. Мора да знаеме дека градиме една слика на театар во Македонија, едно време тоа се разбираше и постоеше. Не ова носталгија беше подобро порано, не. Напротив, мислам дека не ги држевме работите како што треба и успеавме малку да излеземе од колосеците каде што бевме тргнати. Дали тоа е
на пример, значи, бидејќи и се нема стратегија и поинаку се зема многу работи здраво за готово поврзани со културата и со уметноста, немањето, да кажеме, на театарска критика, нешто и општо во културата и за уметноста недостасува, се критикува, веќе се зема, се вреднува сечие мислење напишано на социјалните мрежи и веќе релевантноста се губи на нешто конкретно кога треба од некој што е професионалец, што тоа го знае, може да го каже и поинаку да пренесе критиката до публиката. Нема да е тоа само бев нешто гледавме таму игра, глупости или не знам, буквално така е пренесено и тоа дава слика на некои други, за жал, поголеми маси кои што... Да, бидејќи критиката сама по себе си мора да биде конструктивна. Инаку не треба да постои критика ако не е конструктивна. Меѓутоа, бидејќи денеска сите имаме пристап до интернет, сите имаме свој профили 1, 2, 5, 10 и така натаму по социјални медиуми и сите мислиме дека можеме да кажеме што сакаме и то така ќе помине. Како и порано што се случувало, само што тогаш друг бил медиумот на објавување, малку ја запоставуваме ова образувана публика која што може тоа да го процени. А критика не постои од неколку причини, пак поради немањето стратегија и поради немањето однос кон тоа што го создаваме и девалвирањето на вредноста на критичарот. Секој вистински уметник, не само театарски, знае дека уметноста не постои додека не е конзумирана, додека нема гледач, читател, слушател и така натаму. Јас може да напишам најдобар роман, ако не го прочита никој, џабе ми е мене тоа во животот. Така што го испуштивме тој момент, дека тој што кажува не е злонамерен, тој само сака да придонесе, да помогне, да речеме, во уметничкото дело да биде подобро. Бидејќи пак ќе речем, театарот е колективна уметност. Без овој што гледа не постои театар. Ти на сцена може совршено да изведат, ако нема барем еден човек во публика да гледа, џабе им е. А критиката уште повеќе му треба на театарот, затоа што рековме театарот не остава траги. И тука сега треба малку да се поработи, тука работам со една група помлади луѓе да се врати тој момент на оценување, на кажување што е во ред, што не е во ред, затоа што знаат моите студенти на сите викам допаѓање интимна категорија, значи таму не влегуваме дали ми се допаѓа мене или нешто. Меѓутоа ајде да се договориме дека ова што го гледаме е представа. Ако е представа, да видиме како е направено. И тука веќе ќе помогне критиката. Само мислам дека ќе треба малку повеќе време да се научиме дека XY што напишал на Facebook е негово мислење за представата, ама некој ако е театарски критичар и е обучен да биде тоа, зборува за тоа како е направена представата, каков е односот на представата во општеството, еве да речеме, дали вреди или не вреди да се види. Сега сте веќе и директно вклучени на поинаков начин, покрај тоа што како професор на факултетот за драмски уметности, од неодамна сте и уметнички директор на Македонскиот театарски фестивал во Јан Чернодрински. Како темата наслов е враќање дома на фестивалот, тоа е некоја символика со и враќање на театарот и враќањето ваше во вашиот роден крај, да кажеме, бидејќи нормално сега и Чернодрински тука ќе се врати дома, да. Враќање дома е насловот на цела платформа на мојот 4-годишен мандат. Јас сум избрана за 4 години да бидам уметнички директор и претседател на собранието на фестивалот. Кога размислував како треба фестивалот да изгледа, а да биде еднаков на она што е современ театарски фестивал, сватив дека се враќам на тоа каков бил фестивалот предходно, бидејќи јас мислам дека театар сакам токму ради овој фестивал. Јас тука сум ги видела, да речам, првите представи, освен на сцената на Прилепскиот театар, на се што доаѓаше во Прилеп за време на летото, за време на фестивалот. И решив да си играм со зборовите од драмата на Горан Стефановски Чернодрински се враќа дома и да направам едно символично, метафорично и конкретно враќање дома. Не само мое, не само на театарот, на публиката во Прилеп, која што многу сака театар, и на сите гости што ќе сакаат да дојдат, театарот да биде дома. Тоа е како главниот концепт. 57-мо издание на фестивалот, од 9 до 16 јуни е? Да, 9 до 16 јуни оваа година. Веќе гледам дека и мислам како сега како идем, се надевам продуценти, маркетинг и со време мислам се работи, доста работи се веќе објавени, кажани од прилика и за каков ќе биде концептот, нешто поинаку, нешто ново.
Претходно нешто кажавте за независни продукции, ки има таков момент, едноставно платформа, нешто што можеби и конкретно претходно го немало на новите, да кажеме, и драмски автори и актери, да им се даде некоја шанса, прилика, а исто така и за помладата публика. Например, кој е тука, да кажеме, сигурно работите со тим, идејата која беше дали баш тие работи кои што претходно и недостасувале, па да се направи нешто поконкретно. Тоа е како и за се во културата, треба да имаме однос кон тоа што го наследуваме, значи што е традиција, а Војдан Чернодрински е најстариот театарски фестивал и најзначаен затоа што ги собира сите театарски уметници од Македонија. Од една страна да почитуваме што е направено, од друга со моето знаење и со знаењето на тимот да придонеса малку, реков, да го осовремениме. Театарот е колективен чин, јас исто како човек сакам да работам со тим. Мојот тим го сочинуваат млади луѓе, твои колеги, и од продукција, и од режија, и од актерска игра, повозрасни колеги кои што поминале делот тој пат, да речам, па знаат, можат да помогнат во некои други аспекти. И реши фестивалот да го посветам на цела публика, значи не само на една целна група, како што тоа се прави, туку тоа да бидат вклучени сите. И бидејќи публиката треба да научи да оди во театар, тоа се прави од мали нозе, нели, не носеле во театар како деца, па потоа треба да го стекнеме искуството на одење во театар, решив да бидеме неколку различни програми. Значи ова што моментално оди на социјалните медиуми е за младата публика, која што животот ти е ставен на Инстаграм, Фејсбук, ТикТок, Твитер и така натаму. Тука се подсетувањата, така наречените театарски меморабили, видеопрограмата што ја правиме во заедништво со Театар за сите и Британската амбасада на тема драмски автор. Иако во рамки на цел фестивал се направени 4 големи темати, едната е за историјата на фестивалот, едната е за самиот Војдан Чернодрински и третата, независно од овој драмски автор, е за сите вклучени во театарот, всушност, кои се луѓето што го создаваат театар. Тоа е за младата публика во текст едукативни работилници во Прилеп, што ги прави Милош Антоновски заедно со актери од Прилепскиот театар и наставници, професори од 2 средни и 2 основни школи од Прилеп со ученици. Ке има тој Чернодрински за деца за време на фестивалот, утринска програма, ке има вакви подкасти кои што ги правиме и ке одат во тек и во живо и снимени за време на фестивалот. Ке има разговори на тркалезната маса, затоа што е многу важно да се зборува за театар. Има многу различни театарски форми, уличен театар, театар што се случува на различни места, јас ги нареков фестивалски зони, класичната главна селекција и ов програма на фестивал. Да, супер, баш мислам и кога видов дека е многу, да кажеме, и освежително и за повеќе публика различна, на повеќе платформи, концептот за целиот град да се искористи како театарска сцена. Баш ми се допаѓа и се надевам дека и ние со нашата екипа ќе бидеме таму, ќе проследиме што се случува и директно ето да се почувствува, да кажеме, магијата на фестивалот. Па не постои фестивал без публика, исто како театар, а секогаш викам сите се добре дојдени, затоа што тоа го направивме во договор со градот Прилеп, дека тоа ќе биде манифестација во која што ќе се доаѓа во Прилеп за да се ужива во моментот, така што дефинитивно. Дали, ево, бидејќи имаше во делот од на социјалните мрежи од да кажам кампањата која што оди, основни информации на пример за Војдан Чернодрински, знаат вака луѓето кои што се надвор од театарската сфера кој е Војдан Чернодрински, што знаат и дали го почитуваме првично како како држава, како народ за она што го има направено. За разлика од англичаните, нивното третирање на Шекспир, ние не сме толку, да речам, посветени во тоа. Има чудни коментари, има многу убави коментари, дека конечно еве да видиме во 1,5 минута кој е тој Војдан Чернодрински, што направил Војдан Чернодрински. Така што дури ми рекоа некои наставници што не се вклучени во нашата програма, дека ги пуштаат видеата на учениците кога ќе треба, и реков тоа за тоа е направено едноставно да се запознаеме. Ние имаме со што да се гордееме како култура. Значи го имаме Војдан Чернодрински, имаме многу автори од Војдан Чернодрински наваму.
Од ова година имаме автор во фокус на фестивалот, тој е Коле Чашулев, година ќе биде Горан Стефановски, затоа што сметам дека како култура и општество и како држава пред се мора да му даваме почит на претходниците и мора да ги отвораме можноста за наследниците. Едноставно без тоа не можеме да функционираме како култура. Да, се надевам и јас дека и баш со такви некои можеби неосетни некогаш интервенции може нешто да се подобри или на некој пак и да му се да се насочи правилно и да научи нешто повеќе за она навистина што имаме како држава чисто и како историја и култура. Дали имате нешто друго да си кажете пред да завршиме, бидејќи така подкастот не се вика имам нешто ти кажам, секогаш луѓето си имаат што да кажат, но нешто дополнително. Јас имам да кажам да одите во театар. Не знам што друго би кажала, затоа што многу е важно да се следи уметноста. Независно со што човек се занимава во животот, уметноста ни помага и ќе ни помага да преживееме. Живееме во едно малку чудно време, турбулентно, тешко, во кој што секојдневно слушаме за разни проблеми, финансиски и економски кризи кои што постојат, и ако не уметноста ќе ни биде многу тешко и тажно и мислам дека е многу важно да се оди во театар. Да, се согласувам потполно. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам што не примивте тука да присуствувам и ние како гости на некој начин. Ви посакувам успех во професијата на сите сфери и конкретно ево првичното издание како уметнички директор на фестивалот театарски во Јован Чернодрински годинава. До јубилејно издание сте, така? Да, до јубилејно издание, што ќе биде, еве тоа не го кажав, ќе биде посветено на домашната драма, конечно, да имаме еден фестивал кај што ќе бидат само представи од македонски автори. Да, добро, тоа е едно баш убаво завршување. Да го заокружа мандатот, еве. Да, на 6-тото јубилејно издание. Ви благодарам уште еднаш, успех и се надевам дека ќе дојдеме нормално таму, ќе бидеме присутни. Како сме договорени. Да, и тоа да кажеме да се оди во театар, да им го честитам и вас, да ви го честитаме светскиот ден на театарот 27 март и се надеваме дека ќе продолжи да функционира и во Македонија театарот во формата која што функционира најдобро и дека навистина ќе се докаже уште еднаш дека театарот навистина се создава со љубов и се восприема исто така со љубов. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, Јован.